Зошто забораваме кои сме, која е нашата вредност и вистинската моќ? Затоа што во овој материјален свет постојат наметнати правила за како некој треба да биде и мора да биде, да прави, да има, да создава, да мисли и да се однесува. Од најрани години на нашиот живот, социјалната средина постојано не меле и условува како треба и како мора. Со текот на време се губи врската со себе. Слободен живот подразбира слобода да се биде, да се прифати и да се живее во склад со себе. Немање на ништо значи немање на себе. За овој свет да тргне на подобро, најважно е секој да се врати на себе и на вистинското имање на себе. Со храброто влегување во своите најдлабоки, најтемни длабочини започнува тоа враќање. Со препознавањето на секој дел од себе, со откупувањето на потиснатите делови, со ослободување на притиснати и намалени делови, заради подобра адаптација и социјализација и заради задоволување на некои наметнати правила. Сега е безбедно да си дадеш дозвола да бидеш. Непрепознавањето и неодобрувањето од страна на другите повеќе не е битно, зашто никогаш оној што за себе не знае кое, не може да знае за другиот. Сите имаме своја сенка, која сме ја создале заради негирање на некои делови од себе. Со прифаќањето на тие делови, со прифаќањето на својата сенка, ние се враќаме кон себе. И да, зборот темнина плаши, но во главата само освестија сликата дека дијамантот најсилно сјае во отсуство на светлина. Многу е важно да се освести и како и што разговараме со себе, кои зборови ги употребуваме за себе, како себе си се нарекуваме, како себе се мотивираме и бодриме, каква е нашата слика за себе. Ако таа слика не е позитивна и ако тој диалог е негативен, она што е важно е тој диалог и таа слика да се промени. Чекорите кои водат кон таа промена е првенствено да се освести дека таквиот глас не е твојот вистински изворен глас и дека таа слика не е вистинската слика, туку е искривена слика од погрешни верувања за себе. Всушност од неверувањето во себе и во својата вистинска вредност. Нежноста и разбирањето ја менуваат перцепцијата на сликата за себе. И со прифаќањето на темнината, на тие темни делови, се симнува претешкиот терет. Прифаќањето на себе во потполност овде и сега, таква каква си, е потполно враќање на моќта во своите раце над посакуваната реалност. Со сите своји темни делови, трауми, предизвици.
Враќањето подразбира првенствено откривање. А за да се откриеш себе си, треба да пуштиш се што не си. Тоа значи да ги исчистиш сите собрани, прибрани одстрана нешта кои те прикриваат. Да би обстојале и преживеале во социализацијата, ние на себе налепуваме разни маски, играме разни улоги и превземаме различни идентитети. Да се вратиме, прво е потребно да детектираме и да отстраниме оно што нема врска со нас. Во тој процес многу помага свесната рефлексија, брутално искрените одговори на овие прашања. Која верзија на себе сум ја креирала да би преживеала во овој свет? Која сум всушност јас, кога не се идентификувам ниту со моето име, ни презиме, ни род, ни статус, ни националност, ни убедување, ни образование, ни професија, ниту со својата околина. Која сум всушност јас, кога не се врзувам за сликите и представите кои ги креирале за мене мојот ум. Која сум всушност јас, кога не се врзувам за сликите и представите кои ги креирале другите за мене. Што најдлабоко од себе, за себе, сум сокрила и потиснала? Од кој дел во себе најмногу го кријам погледот? Кој дел од себе најмногу го кријам од погледот на другите? И што е тоа во мене што најмногу ме плаши и од кое често или постојано бегам од него? Со одговорите на овие прашања, процесот на враќање започнува. Покрај свесната рефлексија, за тој процес е многу важна и медитацијата, бидејќи таа единствената алатка која ни овозможува најјасно да го слушаме својот вистински глас.